Еден од најдобрите мејкап артисти во Македонија, Даниел Николовски, знае се што треба да носите, како треба да се нашминкате и каква фризура треба да направите оваа есен. Со своите совети, денеска заедно во Репортер. Даниел, здраво! Здраво! Добре дојде. Фала што одвои време да споделиш со нашите читателки, со нашите гледачки, што ќе биде ин оваа есен. Па да почнеме со тоа, што ќе биде ин во однос на шминката? Би сакал да ве поздравам пред се сите читатели на Репортер и да ви се заблагодарам за поканата да бидам тука денеска и да се дружиме заедно. Кога станува збор за есенски трендови, тоа е нешто што е многу индивидуално, бидејќи кога станува збор за шминката, најважни факти се што на некому стои, отколку она што е нели модерно. Кај нас многу често, посебно тинеџерките, се оние што се обазираат на тоа што е модерно, па тоа да се направи. Јас сметам дека не треба да биде тоа така. Треба сите нели да гледаме што точно им стои и да ја користиме шминката како помошна алатка за разубавување. Така да оваа есен, како и секоја, поладните тонови на очите со посвежи кармини е секако плюс. А што е во однос на фризурите? Дали има некоја боја која што ќе преовладува оваа есен или некој тип на фризура кој што ќе биде најмодерен? Па сега сите знаеме дека веќе половина од светската естрада и нашите личности овдека се почишани оваа лонг боб форма или должина до рамењата. Така што мислам дека таа останува да биде и оваа сезона со нели поладни нијанси на бојата на коса. Ако треба да одбереш 3 работи што би советувал на секоја жена да ги има во својот несесер во однос на мејкапот, без што не треба да излегува од дома? Дефинитивно не треба без добра хидратантна крема со SPF фактор кој ќе го заштити прво лицето, со добра течна подлога и добар кармин. Кажи ми, имаш контакт со луѓе кои што доаѓаат во твојот салон, меѓутоа еве кога се движиш на улица, гледаш како се нашминкани жените, како се нашминкани тинеџерките. Дали се нашминкани, посебно еве за тинеџерките, соодветно на своите години или можеби малку претеруваат со шминката? Сега ме фати ново прашање. Јас често сакам да ги пофалам нели луѓето, меѓутоа кога станува збор за тинеџерките, тука немам потполно право, бидејќи пак ќе кажам, многу ми пречи она исцртување на вегите на половина чело и сите тие работи кои се претерани, сметам дека стварно не треба да ги прават. Дефинитивно, посебно поради фактот што станува збор за преубави девојки. Знаеш, тоа се сепак млади девојчиња кои имаат чист убав тен, кои немаат недостатоци да ги покријат и дефинитивно треба шминката да ја користат само како алатка, да ете ги разубави или по повод евент, да си дозволат да направат некој аксесорис мејкап од страна на професионалец, нека биде тоа, али неправилен начин на шминка е нешто кое е многу често кај нас. Соработуваш со голем број јавни личности. Би можела ли да ми издвоиш една, две кои што се секогаш модерни, кои што се секогаш убаво нашминкани, средени со фризура, кои што би требало да представуваат нели пример за останатите, и тука не зборувам за снимањето спотови за јавните гостувања, туку некој кој што и приватно се грижи за себе во иста мера како што е тоа и за јавните настапи. Сега исто е малце, како да кажам, ајде јас ќе пробам да не ги издвојам само оние со кои што јас соработувам. Не од аспект на тоа, јас ја пратам македонската сцена, дефинитивно сум љубител, посебно на македонска музика, еве кога се музичарите во прашање како јавни личности, али дефинитивно сите оние пејачки со кои што јас соработувам, еве Елена Ристевска, е секогаш средена и подготвена за фотографија со фановите. Знаеш, они се некои кои мораат да се константно средени во една нормална, ајде да кажам, форма за да се сликаат со фанови, да изгледаат, бидејќи се идоли на популација, да изгледаат убаво кога ќе ги видат и слично. Елена е секогаш дотерана, Антонија со помош на Вики, која е извонредна у тоа што го прави. И да им препорачам на сите оние кои што немаат конкретно стилист, а немаат при тоа талент да се средат самите и да се скоцкаат, па да е тоа урбано шик, јавна личност мора да експериментира со изгледот, да се обратат кај лица кои можат да им помогнат и да бидат репер у тоа што го работат. И сега некако сам ми го наметна прашањето, постои ли јавна личност на која што мислиш дека и треба вистински мейковер, значи да го смени начин на кој што се шминка, фризурите, ти не си во делот на гардеробата стилист, меѓутоа кој мислиш дека би требал да биде... Како на моје око, што да. Мислам? Значи има многу. Реално многу е жалосно што ќе го кажам ова, меѓутоа кога ќе ги земеме во предвид како изгледаат еве Албанија, Косово,
Па веќе и Србија и Бугарија се доста поурбани од нас, знаеш. Некако они се многу понапред, дури кога е модата во прашање. Меѓутоа, ете, секој вика дека е тоа поради финансиите. Не сметам дека е така. Кога имаш стил, можеш да се облечеш и во, ете, да кажам, пар бутици кои ги имаме тука во градот, а да изгледа сето тоа скоцкано, фраерски, стилски. Затоа, одбирањето на прав стилист, сите треба да имаат јавни личности, е многу важен сегмент. Сите оние би требало да се погрижат повеќе околу тоа да немаат вишок на килограми, за да сето тоа изгледа поскладно. Значи, еве, во еден наврат ќе именувам сите што имаат плюс килограми, дека треба да ги отстранат и да посветат повеќе внимание на вежбање, на убаво тело, за да може се да им личи добро. Не ми е sejedно да го кажам ова, бидејќи она е дефинитивно една од моите омилени женски вокали. Секогаш ми се свиѓа како е средена шминката и фризурата, меѓутоа никогаш не ми оставил печаток аутфит Александра Јанева. Она е дефинитивно една од најголемите потенцијали за да биде у топ 5 пејачки во државава за неколку години. Дефинитивно уживам во незината музика, бојата на глас, гласот. Она е еден таков пакет кој е, ако би бил дополнет со добар стајлинг, мислам дека може да догура многу подалеку, иако секоја чест за кариерата до сега, али дефинитивно Александра треба да се обрати кај стилист. Даниел, ти благодарам на одвоеното време, на овие мали совети кои што ги даде за нашите гледачи и читатели, и се надевам дека ќе им помогне тоа што го слушнаа денеска. Се надевам и јас, поздрав до вас целата екипа и вашите гледачи, и се надевам дека ќе се дружиме повторно.